Предпоставувам на сите им станува јасно дека станува збор за покачување на цените на градинките, за кое лично сметам дека апсолутно не е оправдано и сега ќе ги дадам моите образложенија. Дури мислам дека немаше да има никаков проблем ако пред неколку години успеевме да ја реализираме иницијативата која поднесов и детските градинки да бидат бесплатни. Причината е едноставна, детските градинки се социјални установи, имаат социјален карактер и именно таа е причината заради тоа што имаме приход од државата и ние како општество одвојуваме од нашите средства за да обезбедиме за нив пристојно место. Тоа се однесува до трошоците кои што беа посочени. Јас сакам да кажам дека дотациите кои ги добива детската градинка Рахилка Гонова во Свети Николе од Министерството сега за социјална политика, демографија и млади, од година во година расне. Тоа значи дека со самото растење на инфлацијата приходната страна е зголемена. Сега ќе ви објаснам како. Во 2019 година ги вадев податоците од буџет, дотацијата за детската градинка е 37 милиони. Во 2026 година дотацијата од Министерството е 60 милиони. Тоа значи дека и со растот на инфлацијата ние имаме постојано растење на буџетот. Ако ги споредиме последните 2 години, ќе забележите дека за плати и надоместоци е предвидена иста сума 33,4 милиони денари. Додека во буџетот минатата 2025 година се влејани 56 милиони денари, а оваа година 60 милиони денари. Што значи дека буџетот без раст на платите, на трошоците за плати е дополнително зголемен за 4 милиони денари. Што покажува дека аргументацијата за трошоците дека се зголемуваат и дека стануваат неиздржливи се анулира, дури имаме и предпоставувам вишок на услуги. Втората работа која сакам да ја посочам е дека примерно еве ако бараме некоја средна цифра од наплатата и од она што го стваруваме како доход од дотацијата на родителите до сега е 400.000 денари месечно, нешто што апсолутно јас сметам дека општината можеше до сега да најде начин и да го издвои како средства од буџетот и овие 400.000 денари наместо да ги наплаќавме на родителите, еве 500 да се сега поново 700.000 денари нека бидат, можеше општината да изнајде сили и да ги исплати овие средства на детската градинка како дотација, а да се ослободат родителите целосно плаќање на месечниот надоместок од страна на родителите. Од тука одговорно тврдам дека ова покачување е неиздржано и дека социјалната димензија на детските градинки кои имаат мора да биде запазена. Ќе се надоврзам на делот околу минималната плата и средствата кои ги имаат родителите како општина кои што ги примаме, дека без покачување на приходите на родителите ние покачуваме повторно нешто што е натовар на граѓаните. Да не заборавиме дека пред 3 години беше направени и промени во законот каде што општините ги зголемија даноците кон граѓаните по сила на закон и дека буџетот на општината е зголемен по однос на оваа ставка. Од тука ги повикувам и останатите советници да не го гласаат ова покачување на цените за услугите на детските градинки од 30%. Ви благодарам.